На самиот почеток од моето излагање по однос предлогот законското решение кој што денес го имаме на дневен ред, закон за минимална плата, сакам да истакнам дека, како што и сите мои претходни колеги претеници, дека претеничката група на ВМРО-ДПМН ќе го поддржи ова предлог законско решение, бидејќи од секогаш, морам тоа да го потенцирам, нашата партија, која впрочем беше и креатор на законот за минимална плата, која што претходно и не постоеше во 2012 година, секогаш е заложник за подобрување на економската ситуација на граѓаните во државата, но редно е да бидеме искрени пред граѓаните и должни сме да предупредиме за оно што може да следи при имплементирањето на едно вакво, како да кажам, недоволно анализирано и законско решение кој што не се базира врз реалните факти и економијата во нашата држава. Колку и да сакаме да бараме издржаност во оваа популистичка мерка, која што ќе доведе, верувајте, до едни сериозни импликации во економијата и во бизнисот во нашата држава, мора да прецизираме дека ваквото на брзина предизборно удварање кој што Социјалдемократскиот сојуз го врши кон граѓаните е секако само една и единствена намора од страна на Социјалдемократскиот сојуз само да се бара начин како да се добие глас повеќе, бидејќи се веќе свесни за тоа што ги чека во овај за време на изборниот период. Се сеќавам тогаш кога се дискутираше за законот за минималната плата во 2012 година, кога сегашните предлагачи, поточно министерката Мила Царовска, која што за жал никако да го удостои собранието и да биде присутна барем на еден закон кој што е предложен од Министерството за труд и социјална политика, тогаш беше како представник од невладиниот сектор Македонија платформа против сиромаштија и говореше за европските стандарди и нивната примена во македонската легислатива и која тогаш инститираше дека првенствено треба да се измерат ефектите, да се направи добра анализа, да се лоцираат недостатоците, бидејќи ништо на овај свет не се носи без една сеопфатна анализа. Тогаш беа тогашните мислења и сваќања на сегашната министерка Царовска, која што сега очигледно работата ја гледа од еден друг аспект, ја гледа популистички и бара можност и начин да му донеси глас повеќе на следните, уствари на предвремените парламентарни избори, со оглед на вашата очајна ситуација која што СДСМ ја има на политичката сцена. Исто така на тогашната организирана јавна дебата, која што за жал сега изостанува, значи не постои јавна дебата при носењето на едно вакво сериозно законско решение, дискутираше и вашиот довчерашен министер за финансии, господинот Тевдовски, тогаш како професор на економскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи, кој истакна дека ваков закон би имал и позитивни и негативни последици, но сепак го поздрави донесувањето на првиот закон за минимална плата во 2012 година, со кој што кажа дека се воведува категорија на минималната плата, но имаше дилема дали минималната плата би овозможила попристоен живот на граѓаните, доколку немаме сериозна економска експанзија во државата. И самиот прецизирајќи дека факторите кои што ќе влијаат врз незиното понатамошно покачување треба да бидат на природна база, а не вака вештачки како вие што сакате да ја зголемите минималната плата. И ако тргнеме од фактот дека платата пред се нели економска категорија, самото по тоа говори дека зависи и дека врз неа влијаат на вистина економски чинители, кои што природно би донесле до нејзино покачување, наспроти како што е во сегашниот случај, каде основни, главни критериуми за зголемувањето на минималната плата не се економските параметри за жал, туку единствено предизборните популистички цели кои што СДСМ планира да ги донесе или планира да го изманипулира гласачкото тело преку вакви популистички закони кои што на долг временски период, верувајте, и вие се плашите какви импликации ќе можат да донесат. Без никаква анализа. Зошто или како, еве да ми објасните,
е дојдено до бројката 14.500 да биде минималната плата. Зошто минималната плата не е 15.500 или 16.500? Врз основа на која анализа вие денес ни нудите законско решение или им нудите на граѓаните, ако сте толку душегризници, еве, нека биде 17.500. Ама вие не кажувате врз основа на кои параметри вие ја добивте оваа бројка? Вие не сте ја зеле во предвид ситуацијата во која што се наоѓа бизнис секторот и зато немате организирано јавна дебата за да се слушнат мислењата од експертите, дали ова е издржано или не е издржано. Тие излегуваат сега, после донесувањето или предлог законското решение во собранието, излегуваат со нивни критики за вашиот избрзан чекор кој што го правите, како што кажав, популистички. Истото требаше да биде базирано и на длабока анализа во која ќе беа вклучени сите релевантни чинители, бизнис фелата, СОНГ, фирмите, компаниите и така натаму, бидејќи ризикот при имплементацијата на истото без разлика дали мотивот е популистички или искрен, верувајте, во иднина ќе биде меч со двеоштрици. Зошто? Бидејќи со себе носи голем број на ризици, така да може од добро, она што мислите дека ќе направите добро, да испадне многу лошо. Може да доведе до прашање опстанок на голем број на мали фирми, на што нели алармираше и организацијата на работодавачи, а со тоа нели ќе се доведат во прашање и самите вработени, на кои што еве вие со ова законско решение сакате да им направите добро. Не е, почитувани колеги, работата само да излезете тука, или вашиот премиер, или вашата министерка да излезат на прес и да се пофалат дека, не знам, ова било најголемиот историски момент или износ на покачување на минимална плата, замислите, од цели 2000 денари. И дека за фирмите да не реагирале, ова е пак уште поделикатно и уште попопулистички, или како да кажам, самите си ставате нож во грб, за да фирмите не реагираат, истото тие ќе биле подпомогнати со субвенции за раст на платите, кои што во законското решение, знаете кога овие измени и дополнувања требаше да стапат на сила? На 1 ноември. Кој датум сме ние денес? 14 ноември. А законот за субвенционирање на придонесите се уште не е стигнат на расправа, следна точка мислам, на дневен ред на денешната седница. Значи не е нешто како што треба. Не е нешто како што треба по редослед да одат работите. Како вела старите, знаете, брзата кучка брзи кучиња раѓа, така избрзаните законски решенија можат да доведат до сериозни нарушувања, посебно кога е во сферата на економијата. Верувајте, вакви избрзани, неанализирани, популистички законски решенија можат да допринесат тектонски пореметувања, посебно во сферата на економијата. И за тие тектонски пореметувања кои што ќе настанат, треба години, исто како што го направивте со прогресивниот данок, да можат штетите да се санират. Ова субвенционирање на фирмите може да се свати една страна и како притисок на фирмите, на работодавачите, да ги зголемуваат платите, бидејќи еве на некој начин ќе ги субвенционирате. Но дали вие сте се запрашале, овај притисок од субвенционирање за тие да ги покачуваат платите, може да има обратен ефект од она што треба да се постигне. Ако тие финансиски не може да го издржат товарот кој што вие му го наметнувате, финансиски не може да издржат товар, знаете на што тие понатаму следниот чекор ќе им биде? Да ги отпуштуваат работниците. И што ние сега направивме? Што ние направивме? Наместо да им помогнеме на работниците, ние врз основа на популистичка мерка предложена од Социјалдемократскиот сојуз за да се удвара во предизборниот период, значи неколку месеци го носите ова законско решение. Имавте вие период од 3 години да направите доволна анализа за тоа колку треба да биде минималната плата. Минималната плата не се покачува со закон.
таа е природна, како кажам, економска категорија врз која што влијаат Благодарам. исклучиво економски параметри. Благодарам.